Октомври за тебе започнува со јасност и енергија, која ќе ти помогне да ги видиш работите од друга перспектива. Како некој да ја исчистил маглата пред тебе и конечно можеш да ја видиш патеката што одамна ја бараше. Звездите те поттикнуваат да веруваш во сопствената анализа и интуиција. Ова е месец кога твојата мудрост ќе биде твој најсилен водич. Ке почувствуваш дека времето е созрено да направиш чекори, што долго време ги одложуваше. Октомври ќе ти покаже дека перфекционизмот е добар водич, но не и цел. Понекогаш најголемата сила е во тоа да се спушти нешто и да се дозволи животот да тече. Добре дојдовте. Овој хороскоп е за забава и инспирација. Земете од него само што ви одговара. А запомнете, најважно е секогаш да верувате во себе. И доколку овие видеа ви носат инспирација, претплатете се на каналот. Девица во љубовта. Во љубовта октомври ќе ти донесе моменти на искреност и блискост. Ако си во врска, ќе почувствуваш дека партнерот очекува од тебе повеќе спонтаност, повеќе нежност, а помалку контрола. Можно е да се појават разговори за довербата, за заедничките планови или за тоа како да ја освежите вашата врска. А исто време ќе има моменти на страст. Малите гестови на внимание ќе имаат поголемо значење од големите ветувања. А ако си слободна девица, овој месец може да донесе изненадувачки познанства. Средби со луѓе кои на прв поглед изгледаат различно од тебе, но токму тие ќе внесат свежината во твојот живот. Ке почувствуваш дека љубовта не секогаш доаѓа таму каде што ја планираме, туку таму каде што најмалку ја очекуваме. А некои девици ќе бидат ставени и пред избор. Дали да се вратат кон стара симпатија или да дадат шанса на некој нов. Звездите велат: слушај го срцето, но и обрати внимание на тоа што навистина те смирува, а не само возбудува. И совет во љубовта. Не барај совршенство во партнерот, барај искреност и поддршка. Љубовта е повеќе за прифаќање отколку за анализа. Пари и кариера за девиците. Октомври е месец кога твојата практична поприрода ќе биде твојот најголем адут. Ке се појават проекти кои бараат деталност и организација. Нешто во што си најдобра. Можно е да добиеш признание или пофалба за работата што си ја вложувала тивко и посветено. Финансиски, ќе почувствуваш потреба да создадеш стабилност и сигурност. Некои девици ќе размислуваат за нови извори на приход. Може би дополнителна работа, нова соработка или инвестиција. Сепак, биди внимателна со ризични вложувања. Твојата сила е во тоа што знаеш кога да кажеш стоп. А во кариерата, можно е да се појават и нови можности за учење. Курс, обука или проект кој ќе ги прошири твоите знаења. А совет за пари и кариерата. Не се губи во деталите, гледај ја целата слика. Ако нешто буди внатрешен мир и инспирација, тоа е знак дека си на добар пат. Здравје за девиците. Овој месец твоето тело ќе бара баланс и нежна грижа. Можно е да почувствуваш замор поради поголема посветеност на работата или приватните обврски. Слушај ги сигналите на телото. Ако се јави нервоза, несоница или проблеми со варење, тоа е знак дека ти треба повеќе одмор. Октомври е и одличен месец за нови навики. Воведување јога, медитација, прошетки на свеж воздух или промени во исхраната. Внесувај повеќе вода и природна храна.
Тоа ќе ти помогне да ја вратиш енергијата. Исто така ќе почувствуваш дека психичкото здравје е подеднакво важно. Земи време за себе, за тишина, за книги или активности што го смируваат умот. А совет за здравјето? Твојата чувствителност е сила, но само ако ја чуваш. Не дозволувај обврските да го преземат твоето здравје. Заклучок за овој месец. Драги девици, октомври е месец на расчистување, јасност и будење. Љубовта ќе бара од тебе искреност, кариерата ќе бара посветеност, а здравјето ќе бара грижа. Сето тоа ќе те потсети дека совршенството не е цел, туку балансот и мирот. Запомни, твојата вистинска сила не е во тоа да знаеш се, туку да знаеш кога да пуштиш и да веруваш во процесот. Овој месец ќе научиш дека не треба да бидеш совршена за да бидеш среќна. Доволно е да бидеш своја. Драги девици, ви посакувам прекрасен месец октомври. И секое добро до наредно слушање.